Планетата Земја е нашиот дом. Друга резервна планета немаме. Можеме ли нешто да направиме? А што можеме да направиме? Еве, ние, например, ја работиме програмата Еко училиште. Низ целиот свет, голем број деца како јас и ти ги водат останатите ученици, воспитувачи, наставници, директори и родители низ програмата Еко училиште. Оваа програма не учи да се однесуваме одговорно кон животната средина. Првиот чекор е формирање на еко одбор од ученици, но и возрастни членови кои ги поддржуваат нашите акции. Потоа, сите заедно ги истражуваме еколошките проблеми во училиштето. Ова е вториот чекор од програмата, или анализа на животната средина. Според тоа, избравме неколку теми на кои работиме. Вода, енергија, одржување на зградата и здравата средина во училиштето, училишен двор, отпад, биодиверзитет, транспорт, здравје и одржлив развој. По третиот чекор разговараме за резултатите од анализата, разменуваме идеи за работа и на крај го правиме планот на активности. Потоа почнуваме со работа. Како што работиме, така и го следиме напредокот. Ова е четвртиот чекор. Со поддршката од нашите наставници, преминуваме на петтиот чекор. Тогаш тие прават наставни планови во кои ги вметнуваат еколошките теми на кои што учиме и работиме. Во следниот чекор го вклучуваме целото училиште, локалната заедница, дури и целата општина. Ова е шестиот чекор – информирање и вклучување на целата заедница. Последниот чекор е создавање еко-кодекс. Тоа може да биде песна, слоган, цртеж или нешто друго што ја представува нашата обврска кон животната средина. Откако ќе ги реализираме 7-те чекори, се доближуваме до наградите. Но, вистинските награди за нашиот труд се повеќе чиста вода, почист воздух за дишење, повеќе паркови и шуми, односно поздрава планета за сите нас. Немаме резервна планета. Биди промената која му треба на светот.